Неделава Центарот за анкетни истражувања ИРИС проведе анкета на национално ниво. Еве што за резултатите сметаат експертите и што мислат граѓаните. Абе, видите, у бое време, да не речем у времето на Тито, имаше една врста на бурек. Доаѓа и вика бурек. Али после това, со осамостојувањето на Македонија, со повеќе партискиот систем од 91-2 до 98 поише јадева бурек со сирење, од беше доминантен, док бурекот со месо некој срамежливо ке го кажеше и така натаму. Од 98 до 2002 се смени трендот, пошто тренд као тренд се менја, онда више се свртен мнозинството јадева бурек со месо, иако еден искусан бурекџија мора да се прилагодуваш. И па се смени од 2002 до 2006 па со сирење. И у последниве десетина години, да речам, од 2006 до денеска, то бурек со месо, па доминантен, па ја не знам, ако продаваме, да речеме, на една пита бурек со месо, 3/4 идат со месо, 1/4 иде со сирење. И тие што јаделе со сирење викаат дај ми со месо. Се у задње време некако па почна да ми барат со сирење. Све, али најболje за тоа да ги питате граѓаните, да видите што они мислат. Време не е да бурек сега. Со месо. Со спанач некогаш. Бурек не јадам јас. Со печурки. Како ќе начекаме тако? Не бирам. Сега моментално никаков, на диета сме. Сирење. Пица. Пица? Да. Зошто пица? Така бе, брат, пица. Едноставна. Така. Пица сакам бурек, комбинација најбоље. Ма како буре бе, денешница буре. Центарот за истражување ИРИС проведе анкета за тоа каков бурек сакаат граѓаните на Македонија. Истражувањата покажуваат намалување на популарноста на бурекот со месо од 23 на 21%, наспроти зголемување на рейтингот на бурекот со сирење од 1%. Интересен податок е дека дури 8 се изјасниле за бурек со зелје, а дури 2/8 за бурек со зденка маслинка. Во анкетата најголем дел од испитаниците се изјасниле дека веќе ја изгубиле довербата во бурекџевниците и начинот на кој тие го прават мастрафот. Као што можевте да видите од анкетата на ИРИ, двата бурека се више тука некаде се јадат. Дали тоа се должи на тоа што изгледа нема више месо за сите, па овие ставаат унутра кробит да ги залажат. Овие другиве па нарачуваат као бурек со сирење, мада они знаат дека урда ставаме, али бар знаат што добиваат, знаеш. Сега младиве почнаа да бегаат надвор, сакале француски круасан, норвешки банички, не знам, шведска маса. Сега у задње време почнава да се бараат и бурек со пица, со спанак, со брокула, вегетаријански буреци, то са нови. И мислам искрено дека, пошто бурекот со месо и со сирење са тука негде, дека овие што ги сечеме по помали четвртики, осмики, 16-тики, они ќе го сачинаваат мнозинството и тоа ќе биде тренд во наредниот период. Ви благодарам многу што за моето мислење.